Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник. Поради пандемијата имавме 2-3 месечна пауза на нашата дебатна емисија во студиото на ТВМ. Од денес стартуваме, но со почитување на препораките. Нема да имаме многу гости, ќе имаме по еден или најмногу двајца соговорници и ќе држиме растојание, препорачена дистанца за да го заштитиме и нашето здравје, но и јавното здравје. Денешна тема е туризмот, она, да речеме, најболна точка на градот Охрид и Струга. Наши вас гости не Крсте Блажевски, председателот на Хотелската асоциација Хотам. Добар ден, Блажевски. Добар ден, благодарам за поканата и за можноста да подискутираме малце околу на оние најактуелни теми. Туризмот Блажевски, сите сме свесни дека се најде прв на удар на корона пандемијата, што ни се случува, затворени хотели, затворени граници, ближиме кон средина на јуни, а сме навистина во една незавидна состојба. Какви се проценките ваши, на вашите колеги, колка ви се штетите? Па штетите се огромни, значи тоа ќе го знаеме на крајот на годината со завршните сметки најточно, но може да се проценат веќе ако земеме дека од јануар месец па еве веќе јуни влегуваме, скоро половина на јуни, хотелите уште не се отворени, немаме гости, странските гости се за овој период веќе на нула, нешто многу малку имаше од јануар до март. Домашните гости исто така се затворени поради пандемијата, со овие полициски часови и со се останато, нели, тоа нели резултатот на крајот донесува дека ние немаме никакви приходи досега, а трошоците ни се доста големи за овој период и ако очекувавме нешто дека работите во март месец, дека очекувавме дека ќе почне да се функционира во јуни, или втора половина на мај, значи гледаме дека излишно е да се зборува и да се предвидува на една ваква пандемија, што ќе не очекува следните 2, 3, 4 месеци. Дали нели многу се зборува сега за втор бран, се зборува за проширување и така натаму. Бројот на заболени, дали ќе имаме нови рестрикции, не се знае. Фактот е дека оваа индустрија е најпогодена. Не зборувам дека другите не се погодени, и тие се погодени. Што се дешава се прво економски од сите индустрии има намалени плати, намалени примања, не се остваруваат бројките кои треба да се остварат и само може да очекуваме во следниот период, значи само потешкоти. Туризмот, ако го рачунаме дека е една гранка каде што прво треба да заштедиш па да ги потрошиш парите, значи очекуваме еден пад на бројките во нашата индустрија. Нажалост ќе биде подолг периодот. Значи ако кажеме дека минатата година сме имале во Македонија, само како факт ова сакам да ви го прочитам. Значи во Република Северна Македонија податоци поврзани со број на туристи и остварени ноќевања во 2019 година се следните: број на туристи изнесува 1.184.900, значи скоро 1.200.000, од кои 427.000 се домашни туристи, 757.000 странски туристи, а бројот на ноќевања во 2019 изнесува 3.200.000. Значи, од кои 1.600.000 отпаѓа на домашни, а околу 1.500.000 на странски туристи. Тоа се солидни бројки. Сега, рекорд, така. Тоа беше една рекордна година за која се работеше, ево да не одиме многу наназад, последните 10 години, од 2010 наваму, секоја година се постигнуваше раст и многу луѓе се осмелија да инвестираат и да реновираат, да поправат објекти, ресторани, хотели, кафетерии и така натаму. Со оглед на тоа дека значи никој не очекуваше нешто вакво. Во ниеден бизнис план не постои, нели, дека може да се деси нешто вакво, пандемија каде што може да се деси една ваква катастрофа. Како понатаму? Прашањето е секогаш, нели, како понатаму. Многу е тешко да се предвиди, значи нашите предвидувања во почетокот беа дека ќе имаме некој 30-40% пат, но испадна дека
добро е ако останеме со 30% од минатите години. Како што изгледаат сега Бидат работи. многу поголеми штетите, така. Хотелерите дали добија уредба за нивно затварање? Бидејќи на 15 март се затвори угостителските објекти, но затворивте и вие. Дали добивте некаква уредба и се уште немате протоколи за работа? Угостителите се отворија, вие не. Точно, тука е еден недостаток на комуникација, би рекол, меѓу Министерство за економија и меѓу еве, ако сведоци сме дека минатиот викенд сега имавме доста инспекцијски служби кои издадоа да подискутираме, значи имаше казни, пазарна инспекција, така, 22 објекти добија казни. Точно така. Последно што имавме ние од Министерство за економија беше дека може да работиме со оглед на тоа дека немаме уредба за затварање на самите хотели, зборувам, имаше уредба за ресторани, кафетерии и така натаму. Подоцна кога се отворија само рестораните и кафетериите. Хотелите не беа спомнати со оглед на тоа дека ние рачунаме не се спомнати заради тоа што не беа ни затворени. Усмени такви имаме, нели, потврди, и тука испадна тоа што испадна сега. Значи, хотелите беа затворени за минатиот викенд. Да, меѓутоа станоиздавачите и вилите, вилите исто така, значи беа на удар и беа проверувани доста колку што можеа да проверат, нели, и да се испишат сите тие казни. Ние доставивме едно барање до Министерство за економија по можност да сето тоа се тргне настрана, значи да се тргнат тие глоби, затоа што сите овие спомнати претходно имаа многу тешка година и стварно не знаеа како да постапат за тој викенд. Немаше некое предупредување, за да им се каже, ете така немало уредба со која што беа така затворени. Забрането е да се издава. А казните се високи. Казните значи, се превисоки. Да им се казните се превисоки тргнат. Со оглед на тоа дека тие не работат едноставно. Така. Значи некој ако се дави за сламка за вода да добие и вие му ја скинете сламката, значи не одиме далеку со тоа. Препорачката наша беше да се седне Министерство за економија со надлежните, нели, органи кои треба да донесат такви одлуки и да ги донесат јасно и гласно, да знаеме што понатаму. Се надевам дека тоа ќе се деси во текот на денешниот ден и на утрешниот ден и дека до крајов на неделава ќе знаеме точно, нели, како да постапуваме со уредбите. Добиете валјда протоколи некои за работа. Самите протоколи ние дадовме така. Наши предлози како да се функционира во една ваква пандемија, значи со сите тие забелешки, сега да не налегуваме во тоа, е друга тема скроз, но се најде решение за се, затоа што хотелите надвор од Македонија си функционираат, не е дека не функционираат. Мислам дека ќе се најде за тоа решение и ќе се исправи таа забелешка. Казни имаше блажевски за угостителите. Тие велат навистина се на работ на банкрот. Речи се сите, тука сте и вие сите заедно во угостителскиот, хотелскиот, туристичкиот сектор. Казни имаше и за нив велат не е време за такви репресивни политики. Треба ли малку да се смени односот на власта? Секако дека треба, значи не е време за казни. Јас казните сум против казни во секое едно време и во едно убаво време, затоа што тој некој што работи, тој треба да допринесе на целата администрација и со сите тие даноци што треба, нели, да се платат на државата за да опстане државата. Ако ние ги казнуваме тие што работат, кој ќе ни носи приходи во државата? Значи тие мора да работат еден со друг. Тоа е дополнително втурнување во бездна. Точно така. Значи не зборуваме сега за некој што стварно заслужил некоја казна и работи, нели, против закони и така натаму, но мора да имаме чисти закони, мора да се знае што е и сите да го погледнат истото, да не биде чашава е пола празна или е пола полна. Така. Без такви. Бевте неколку пати и на разговори во Скопје и вие лично како представник на ХОТАМ. Владата помогна со тие делот, тие покривање на платите. Минималните 14.500 за вработените во туристичкиот сектор се даваа некои бескаматни кредити
и сега се дава последно ваучери. Ајде малку околу таа помош која што ја добивте. Се добија, нели, 14.500 денари, бруто плата, да спомнеме, значи тука се и давачките влезени во тоа. За после тоа, нели, имавме ние една забелешка да биде барем нето и се доплати уште 50% од давачките ги ослободија, така да доаѓа некаде околу, значи првенствено беше околу 9.000, со вториот надомест излегува негде околу 11 и нешто, скоро 12.000. Секако дека е една благодарност према тоа, значи, но тоа е еден дел што мора да се направи. Во една ваква ситуација тоа е обовезно и мислам дека треба да се гледа веќе на трет сет мерки. Да, платите ги добивме, тие се 2 месеца, што понатаму јуни е празен месец, гледаме по ресторани, по кафани никој не влегува, луѓето се исплашени, странски гости немаме. Домашните си доаѓаат на викенд, дали има нивни станови, викендици и така натаму, тоа е нивно право, значи не може никој да му го скрати тоа право, но се забележува дека рестораните и кафичи, кафетерии и така натаму, дека се паднати на 20% од тоа што го работеле минатите години или може и помалце. Да не одиме во проценти точни сега. Значи тоа додека се врати таа доверба, тука треба една друга политика, да направивме растојанија, направивме помаси да има, нели, заштитни средства за по сите прописи. Све е направено, ама гостите ги нема. Често пати се спомнува, нели, Охрид кафето 350 денари и така натаму, тоа се некои дезинформации, негативни кампањи. Не знам зошто се водат тие војни кога Охрид не е само на охриѓани, на сите државјани на Република Македонија, исто така и Скопје или било кој друг град. Значи, граѓаните може слободно да патуваат каде што сакаат и да за своите пари да си добијат сервис и услуга каква што ќе побараат. Јас реално, лично сам, би сакал да видам Охрид да има кафе за 300 денари, значи 5 евра кафето да биде во Охрид, тогаш ќе значи дека една добра современа туристичка дестинација. Но нажалост тоа се само дезинформации, кога ќе одите ќе видиме, нели, 40 денари, ево сега со попусти некој еспресо 40 денари, макијато 50 денари. Па ако земеме во пола Македонија дека има и поскапи цени од тоа. Значи не е до цените. Не е до цените, но се работи за нешто друго, значи се работи дека народот е исплашен, што е факт. Се работи на тоа дека ние пред 2 недели од прилика имавме 350 заболени активни случаи, а во моментов имаме над 1300 скоро. Значи тоа е една голема бројка. Отежнување дополнително кое што не влева надеж дека ќе се опорави брзо тоа. Реално ние како народ сме тие што сме, не можеме преку ноќ да се смениме. Но секако дека мислам дека прерано се почна со не со славење, него тоа би го рекол, значи предпазливоста се тргна, маските се тргна, групирање и дружење и така натаму. Мислевме дека е готово све, нели, дека заврши све и еве го резултатот на сето тоа, нели, што дојде. Мора да се еден апел да се направи, мора да се зборува што повеќе дека не е несериозна работа ова, дека е многу сериозна работа и дека мора да се придржуваме кон сите мерки и сите заедно да го победиме ова. Зборувавме за мерките, да се навратиме повторно на нив. Април и мај рече државата дека ќе помогне со плати. Што правиме со јуни? Ке барате таков трет сет мерки, сами најавивте. Тоа е уствари тој третиот сет на мерки кои почнуваме веќе со преговори, резултатите се истите од претходно, значи нема профити, нема обрт, нема никаков обрт. Нема, значи тоа лесно се гледа. Така да и кога би се отвориле самите ресторани и кафани како што ги отворивме, може да видиме колку е тој обрт. Одма ќе се види колку е прометот. Значи и да добијат некој зборуваме, нели, и да добил казна некаде, дали ќе извади доволно за казната да ја плати. Малце, нели, да се насмееме на сето тоа, ама фактот е тој.
Фактот е тој дека ќе има време, ќе треба да се помине подолго време, подолг период и да таа скала што ја паднавме, значи од овие бројки спомнати овдека, што дојдовме на нула, да кажеме, не може да се исправи директно нагоре, него мора по полека да се враќа. Да. Чекор по чекор да се врати и тоа ќе земе време. Така. А во однос на ваучерите, сакам да ве прашам, ваучери за домашен туризам, оттекнување на директна помош на туризмот велат од владата. Што мислите вие како хотелиери? 6.000 денари за помош на најранливите семејства, на оние кои што имаат под 15.000 денари приходи. Колку тие 9.000 денари ќе помогнат на едно семејство да може да си дозволи да оди на одмор? Добро, со оглед на тоа дека нели тие 150 евра да ги речеме, што би можеле да купат во овие моменти на овие наши простори, тие 3 звезди, тие цените секако дека ќе паднат од, да речеме, минативе сезони. Тоа е веќе јасно и наоколу на секаде тоа се гледа, не само во македонскиве центри. Се добива многу повеќе за 20 евра отколку што се добивало минативе 3, 4, 5 години, нели? Мислам дека во хотели со 3 звезди, со пониска категорија и со апартмани сметувачки капацитети кои се категоризирани и работат со фискални сметки, дека ќе се исполни, значи ипак е нешто, нели, не може да кажеме дека е ништо, со оглед на тоа по бројка на гости колку се кажани, значи ако со некоја нивна доплата минимална, нели, би можело цело семејство да излезе барем некои 3 дена, 4 дена, некој продолжен викенд или нешто така. Дали е тоа решение, можда и не е тоа решение, но секако дека е една помош во ова тешко време, нели. Не може да речеме дека нема ништо од ова, бараме нешто многу повеќе. Исто да кажеме дека ние може да бараме, нели, многу, но колку е можноста и колку е реалноста да се добие во овие тешки услови и времења е друго прашање. Значи малце пошироко тоа треба да навлеземе. Треба да се работи, да се исчисти, да се тргне овој вирус. Мислам дека со добивањето на вакцината би почнале тек да идат тие понормални времења и да рачунаме на тие странски гости кои ни беа редовни овде. Најавите од холанѓани, порано ги викавме, нели, вакви или такви или онакви гости, остално велевме дека секој гостин ни е добре дојден и дека се добри како гости. И испадна дека оваа дестинација за нив е многу посакувана уствари. Значи затоа од 2011 па се до минатата година се зголемуваше бројот на летови, бројот на туристи. Имаше многу од нив кои беа веќе по 10-15 пати вратени на оваа дестинација, што покажува многу дека самата дестинација е добра за нив и дека ја сакаа. И сега треба да работиме на истото, нели, како тоа да се врати. Како да се возобнови. Да се возобнови. Од едната година, таа сигурно. Да, се зборуваше за субвенциите, да се променува, да се сменат субвенциите. Тука ќе треба да се поработи повеќе, малце, значи владата поново да направи една анализа, каде на кои пазари колку субвенции треба да се даде за да поново ги вратиме тие гости што ги имаме. Така. Пред да продолжиме на останатите теми, јас предлагам кратки реклами и продолжуваме со нашата емисија. По краткиот блок реклами продолжуваме со нашата емисија на тема туризам. За потсетување, наши ваш гостин е Крсте Блажевски, председателот на Хотелската асоциација Хотам. Блажевски, да продолжиме онаму каде што застанавме.
Најмногу, да речам, ги погодува туристичките работници тоа што секојдневно се повеќе се откажуваат резервациите. Според една информација, велат откажано е веќе се заклучно до март 2021. Тоа некако многу загрижува. Тој факт, нажалост, е вистина, нели? Не е можда се откажано, стојат уште некои резервации, ама не се и тие, нели, потврдени, пошто ние уште не знаеме дали ќе отвориме. Во моментот сме затворени, значи не можеме да дадеме никакви гаранции на туроператорите дали ќе бидеме и на кој начин ќе работиме. Значи имаше доста договори кои беа на полупансион, на полупансионно со шведска маса, да кажеме, или all inclusive и така натаму, кои што сега имаме тука некои технички проблеми како тоа би се изведувало, нели? И предлозите се дадени до владата, очекуваме еден одговор од таму за да може да кажеме на тие што се останати туроператори како би се тоа, нели, извело се и ако има некоја промена во самиот ценовник, нели, да може да ги додоговориме и да извадиме нешто во тој јули и август. Но секако дека новиот бран, дали стар, нов, не е ни битно, нели, во моментов како што е, не изгледа многу добро за странските гости да дојдат и да поседат Македонија. Не сме веќе посакувана дестинација, никој не би патувал во земја каде што има голем број на заразени, апсолутно. Со тоа што беше кажано на овие светски магазини, нели, на Forbes нешто имаше издадено вчера или пред 2 дена, како беше, дека бројкиве што не се стварно се загрижувачки. Значи, ние треба да гледаме побрзо што ние ќе направиме во држава, отколку, нели, да очекуваме странски гости да дојдат тука со туроператори и да слободно се шетаат по, нели, нашиве туристички места. Треба брза реакција, треба брзо чистење на намалување на таа бројка, да дојдат испод 300 кој што ги имавме, нели, пред извесен период, не многу долго, па да можеме да размислиме на некои странски гости дека ќе дојдат. Нажалост, тоа е реалноста. Ние може да кажуваме дека овие се откажаа, тие откажи, стварно откажаа со разлог, нели, зошто се откажани, заради светска пандемија што секаде постои. Значи тие имаме туроператори кои имаат нивни авиони и не летаат, пробаат да спасат само неколку дестинации, тие се во криза и тие се во проблеми. Земале наплатиле пари, платиле на хотелиери однапред пари, треба да враќаат пари на самите. Значи тоа е еден голем хаос се дешава сега што се гледа како да се префрли за идната година. Значи сите договори од 2020 како да ги префрлиме во 2021. И секако дека и едната и другата страна ги прифаќаат сите услови, значи веќе не се гледаат тие средства кој колку ќе заработи на да кажеме во хотелот на крај на годината колку ќе биде заработката, него кој како ќе ги плати сите трошкови. Значи да ги платиме сите трошкови кои ги имаме во хотелот, да платиме сите вработени и да обстанеме за идните години. Ако може да се подсетиме само минатата година во овој период, беше проблем работна сила. Баравме конобари, баравме кувари, цените од други градови и од други, од било каде нели доаѓа за да се помине и да се изработи една сезона. Нажалост сега сите тие наши нели што беа излезени надвор, повеќето се вратија назад. Остануваат и тие без работа. Можат да одат Хрватска, одеа патуваат Црна Гора, одеа Хрватска, Бугарија, Малта, Црна Гора, значи работеа на секаде. Така. И сега со овие пандемии сите ќе се вратат назад и ќе се деси една поголема криза што е очекувана, нели? И се надеваме дека брзо ќе се стигне до таа вакцина и дека ние можеме веќе да рачунаме од идната година да може да се почнеме да се враќаме во колосекот кај што бевме. Така. Кристе,
особено Охрид е погоден. Значи, кога зборуваме за туризам, така цел свет, знаеме сите, Скопје и така натака. Охрид е особено погоден, бидејќи туристичкиот сектор во Охрид има одредени месеци каде што има висока сезона и профит, од кои што ще се живее останатите 7, 8 или 9 месеци. Треба ли малку поинаков пристап од страна на надлежните, поинаква ли помош треба за Охрид, бидејќи самите туристички работници велат дека сите стравуваат од банкрот. Како ќе се преживее зимата? Значи, тука не ги збројувам само угостители, хотелиери, станоиздавачи, бродари, туристички агенции, туристички водичи. Сите се загрозени на некој начин. Сите, цел сектор туризам, све што е врзано со туризмот, значи... Особено Охрид. Особено, па и Охрид, и Струга, и... Да, мислев на тие туристички центри, значи, каде што сезоната е кратка. Поголеми, така да речам, туристички дестинации во држава, летни туристички дестинации. Има и помали, но со помали капацитети. Сите ќе страдаме, дали се големи или мали. Само со надеж дека сето тоа ќе се заврши побрзо и дека во текот на идната година, ако можеме да преживеме. Дали ќе има затварање, реалноста е таа. Ќе има сигурно затварање. Значи, ако ние имаме било каков, нели, дали е тоа ресторан, кафетерија и така натаму, нели, без приходи, а имаш трошкови, не можеш да обстанеш, нема формула друга. Че мора да се направат приходи, да се платат трошковите, па ако остане за газдите, ако не остане, одиме понатаму. Во случајов сега ние се бориме како да извадиме само трошковите да ги платиме, а немаме приходи. Колку ќе се бориме? Владата ќе ни даде месец, 2, 3 месеца. Што понатак? Што после? Значи мораме да се приориентираме, да бараме некој друг начин на приходи како би можеле да ги покриваме тие трошкови. Но тука треба исто да се земе, значи, во обзир и самите вработени. Често сега последно време, значи, самите вработени има многу што се, да кажам, викаат како ќе работиме сега време на корона. Како сите останати. Така и фабриките работеа, апсолутно. Што работат во време на корона, така, и тоа е тоа, значи ние не можеме да тргнеме короната. Значи си има прописи како треба да се работи. Начин, да се И живее тие и да се прописи, работи. нажалост, ќе мора да се применуваат подолг период. Да, се додека не се најде вакцина, како што и сами кажавте, или лек. Точно. Какви се предвидувањата? Знаеме дека сега на стартот на сезоната има веќе отпуштања. Да не ги кажеме отпуштања, меѓутоа се отпуштања со самиот тоа што нема ангажман. Значи, сезонските работници први останаа без работа на стартот на сезона. Затоа што сите имавте плюс вработување на сезонски вработници. Предвидувањата на масовни отпуштања, кои што се очекуваат за жал после септември, октомври, што мислите за тоа? Ќе има ли масовни отпуштања во туризмот, особено во овие нашиот регион? Видите сега, масовни, кој ќе се каже масовни, се мисли на еден поголем процент, нели? Дали ќе има отпуштања секако и секогаш имало отпуштања, да не забораваме, значи во најдобрите времиња некој бил отпуштен заради некоја непослушност и така натаму, неусогласување со самата работа, некој не сака да работи, веќе му е смачено од работа, некој си вика зашто да имам таков ризик во корона, па нема да работам. Че има секакви нели барања, но дали ќе имаме поголеми отпуштања во месециве септември, октомври, мислам дека да, ќе има, колкави ќе бидат, не знаеме, пробаме сите да бидат на најминимална, нели, најминимално, значи ќе мораме да бараме некој решение да пример еден работник може да врши повеќе должности. Така да може да се пренасочи во вршење на една друга должност во таа организација што е, каде што би го зачувал своето работно место со неколку месеци работа, па после би се вратиле пак на нормално. Значи мораме сите заеднички да издржиме во една ваква ситуација и да што помалци бидат тие отпуштања, но дали ќе има, секако ќе има.
Дали вие сте сепак во фелата и ги следите сигурно ислачувањата во останатите земји? Може ли некој пример да ни дадете како некоја земја се справила и како го помогнала туризмот? Можеби од соседството, можеби Словенија, Црна Гора. Што тие превзема и колку кај нас може да се примени некој таков метод и да се помогне туризмот? Знаете како сега, не можем точно да дадам бројки, но само како информација дека во многу земји околу нас процентот на GDP од туризмот е над 10%. Така. Кај нас во Македонија е негде од 3 до 4%. Така да директни пари кои влегуваат во државата од туризам се многу помали кај нас, значи можда и болката е помала ако рачунаме процентуално. Но другите држави кои што добивале поголема бројка во текот на минатите години, може и повеќе да дадат. Значи што е тоа што очекуваме? Ние очекуваме да, знаете како, да една фер работа, да се исплатат тие давачки трошкови, може многу работи да се применат, значи каде што ако ги земеме сите најголемите трошкови кои ги имаме, значи да се намалат како ценовна политика, да се намали ДДВ-то на рестораните, например, во моментов. Еве држави околу нас што има поголемо ДДВ го смалија во моментов. Тоа го направи Грција, го направи Бугарија. Кај нас зборуваме со години, па топката се префрла нели од еден на друг, но не е решено, сега е моментот да се реши. Значи од 18 да се направи 5% како пансионските услуги и тоа ќе биде од голема помош на државата нема да ги има тие останати проценти во моментов, но ќе останат бизнисите, ќе останат вработените. Ќе се даваат давачките на самите вработени, нема да бидат на грб на државата. Тоа би било една добра мерка. Така, тоа е една од мерките која може да се употреби. Не знам друго што и самите општини треба да даваат помош сега колку што можат. Значи ние знаеме дека општините ни се имаат превработеност огромна и само нели се бара од сите бизниси. Да. Никогаш општината многу малце враќа назад, а може многу повеќе да даде за секторот. Треба да се разгледаат тие евентуално да видиме што може тука да се добие како некој приход каде што ќе ги олесни нели овие давачки, да кажам, како да се преживее следните месеци. Иначе тоа од месец, 2 месеци плата, 3 месеци плата, тоа мора некаде да застане, не може да... Так, не може да се очекува дека цела година некој ќе помага. Ниту ќе има можност државата да помогне. Тешки моменти треба да се бараат други начини на приходи и да очекуваме дека сето тоа нема да се проширува понатаму, значи дека ќе останеме на некои вакви бројки што ги имаме сега и дека ќе се подобруваат бројките. Значи никогаш не мислиме варијанта Б дали ова може да стане дупло повеќе од ова, па што тогаш? Не дај Боже. Значи сите викаме не дај Боже, ама треба да имаме план. Да. А што доколку сега, ова за крај да кажеме, што доколку кризата завршува и во јули веќе се отвараат граници, може ли да очекуваме враќање или доаѓање на гости? Ако почнат да се намалуваат бројките, сега карикираме, значи велиме што доколку, значи има ли можност да дојдат сепак гости? Ете малку да бидеме позитивни на крајот од емисијата. Мора. Па како што спомнав ја, значи не се сите откажани. Така. Има надеж. Има надежта постои. Но јули е за утре, за краток период. За 20 на дена. Така. Значи за 20 дена ние треба да го направиме сето ова што го спомнавме, значи да бидеме на некоја бројка што нема да е нели пречка и загрижувачка за странските гости, да се ослободиме сами. Значи ние самите имаме уште страв да се движиме, носам маска, не носам, тие што се мислат, тие што не се мислат лесно, тие по цело време не се мислат ако што ќе биде, нели. Да. Но загрижувачки е тоа што баш од таквите се направи една
се ослободија сите и народот почна да се движи без маски, излезе од контрола и се деси тоа што се деси. Еве сега поново нели се затегнуваат работите и да предпоставиме дека по полека по иста гранка ќе се намалува како што се намалуваше претходно. Значи тоа ќе потрае малце повеќе, нема да биде на 1 јули, ама предпоставка ако е на 1 јули, дали сме спремни? Сите се спремни. И сите се спремни да примат, ние уште немаме аеродроми отворени, немаме граници отворени. Ништо, да. Не знаеме протоколи како ќе бидат утре. Сето тоа не може преку ноќ да се заврши. Значи мора да ги решиме прво домашните работи, па да понудиме надвор производот што го веќе сме го направиле и створиле, да го понудиме надвор и тогаш да добиеме одговор од тие странци кои е заинтересиран да дојде да помине еден одмор тука и да ужива во нашиве убавини што ги имаме. Така. Крстејас, многу ви благодарам што бевте дел од емисијата Прашалник. Благодарам. Ке разговараме и повторно на овие навистина актуелни теми за градот Охрид. Секогаш се актуелни овие теми и чест ми е да бидам во вашата емисија. Ви благодарам. Почитувани гледачи, вас ви посакувам да останете во добро здравје. Почитувајте препораки и чувајте се. До гледање.